Институциите надлежни да ги следат изборите ги лоцира изборните ризици. Злоупотреба на буџетски пари, возила и законски слабости кои оставаат простор за изигрување на правилата. Кои институции ги сокрија податоците за службените возила? Што работи антикорупцијската комисија во предизборието? Американската црна листа се проширува, додека предметите за корупција забавуваат или застаруваат. Каде затајува борбата со корупцијата? Вечерва во топ тема бараме одговори од Татјана Димитровска, председателка на Државната комисија за спречување корупција. Добро вечер. Добро вечер, благодарам на поканата. И председателот на Transparency International Македонија, Благоје Пандовски. Добро вечер. Добро вечер, ви благодарам на поканата. Почнуваме по рекламите. Емисијата ќе почнеме со еден алармантен податок кој го објави антикорупцијска деновиве. Од 1500 институции само 300 доставиле податоци за возилата до оваа институција. Ова е законска обврска која државните, јавните предпријатија и институциите се должни да ја направат во првите 2 недели по распишувањето на изборите. Месец дена по истекот на овој рок, вие објавивте дека само 1/5 од институциите го сториле тоа. Преземате ли нешто во врска со овој загрижувачки феномен? Обврската која сите државни институции имаат согласно изборниот законник се однесува на тоа 20 дена од распишување на изборите сите државни институции, како што споменавте, органи на државна управа, јавни предпријатија, трговски предпријатија, органите од правосудството, односно сите основани од државата, имаат обврска да достават податоци до Државната комисија за спречување на корупција 20 дена од распишување, што подразбира изборите се распишаа на 14 февруари, обврската беше до 24 февруари, односно извинете, крајот на месецот. Во соработка со Министерство за внатрешни работи обезбедивме податоци за 1378 државни институции кои располагаат со околу 11200 службени возила, што значи дека користат и управуваат службени возила кои што се државен имот. Од оваа бројка на институции, само 340 институции доставија податоци до Државната комисија за спречување на корупција, што се однесува на бројка околу 3590 возила. Секако овој процент е релативно низок, не е на задоволително ниво. Согласно законската регулатива, во случај на недоставување на овие податоци, имаме надлежност да покренеме прекршочна постапка пред надлежен орган. Меѓутоа, изборниот законник има една системска слабост, недореченост, не утврдува, односно не уредува санкција, висина на санкција или глоба со која што би ги казниле, репресивно би делувале нови институции. Тоа значи ќе поминат неказнето сега овие институции? Законската регулатива го овозможува тоа. Оваа препорака, односно оваа системска слабост беше посочена на работната група која беше формирана од Министерство за правда, со која укажавме на потребата од надминување на оваа системска слабост, меѓутоа истата не се надмина, како наредни чекори кои ги превземаме од страна на комисијата, изготвени се дописи до сите органи кои што избираат и именуваат, односно до собрание, влада, единици на локална самоуправа и останати органи, со кои што ќе укажеме и ќе посочиме кои институции немаат доставено овие потребни податоци и ќе повикаме на превземање на одговорност на одговорните лица. Но кој од кого да бара одговорност кога гледаме дека ова не се исклучоци, туку овде станува збор за масовно прекршување на законот. Дали барем ќе ги објавите јавно, може да кажете, има ли барем министерства, општини кои што не испочитувале оваа законска обврска? Во однос на бројката на недоставени податоци, секако дека има органи на државна управа, дел се министерства, има органи на единици на локална самоуправа, органи на правосудство, како што се судови, јавни обвинителства, јавни здравствени установи. Може да посочите некој пример министерства, да знаеме, да се... Очекувам дека во понеделник ќе биде изготвена листата и соопштенијата и ќе објавиме кои институции немаат доставено податоци за службените возила. Од министерствата да откриете кои министерства не ја
испочитувале Од кога ова? масовно почнавме да ги бараме овие информации, односно ете да ја подигнеме свеста кај институциите, кај одговорните лица, секојдневно пристигнуваат податоци. Не би сакала сега да шпекулирам со одредени министерства, бидејќи може со вчерашниот ден со овие податоци денес во текот на денот но нивната законска обврска е истечена пред еден месец. Така што тоа не ги амнестира дека нешто ќе бидат оштетени ако ги кажете сега, затоа што тие не ја испочитувале законската обврска и сега треба апели, молби за да се почитува законот. Кој друг ќе има таа шанса да добива толку? Има и одредени органи на државна управа кои што располагаат со возила, кои што имаат и на безбедносен карактер, кои што и не е возможно тие податоци да ги изнесуваат во јавност, како што се одредени регистарски таблици на службени лица, односно избрани именувани лица кои ги користат. Ајде вака да прашам, Министерство за политички систем дали има доставено? Министерство за политички систем дали има доставено? Можам дополнително да одговорам. Мислам дека до заклучно со вчера немаше доставено ваков податок. Меѓутоа, повторно ќе укажам на тоа, зависи од со каков степен на безбедност се возилата кои што ги користат. Од таа причина мораме да ги почитуваме и тие одредби на безбедност. Сепак станува збор за избрани именувани лица кои што ги користат и кои што ваквото користење на службени возила им е дозволено согласно уредбата која што носи Министерство за внатрешни работи. Дека можеби возилото министерот што го користи, но не се сите возила на Министерството. Затоа ви кажувам дека возможно е дел од овие возила да не се од тој аспект, од аспект на безбедност и заштита доставени до Државната комисија. Меѓутоа, еве, молам за трпение, во понеделник ќе биде објавен прегледот. Добро, затоа што вака добиваат премногу шанса, месец дена поминува од како истечен рокот, не е никој, ако веќе не може да се казнат, може барем јавно да бидат опоменати, затоа што законите не се пишуваат за на хартија само да стојат, барем јавно упомена јавноста, односно граѓаните да видат институциите како се однесуваат према законите, према имотот кој што им се доверени да го штитат. Затоа и ги обезбедивме и ги побаравме сите овие податоци за да информираме и јавноста и органите кои вршат избор и именување за непревземените мерки, превземање на мерки од нивна страна, можеби за повикување на одговорност на одговорните лица кои не постапиле согласно законот. Добро, значи во понеделник ќе ги објавите сите институции кои што еве имаат шанса, добија уште една шанса до понеделникот. Ќе ги објавиме да се исправат дури месец дена откако истекува рокот. Понеделник е веќе 1 април, а тоа требаше да го сторат до крајот на февруари, да. Господин Пандовски, како гледате вие на ваквото однесување на институциите кои што не ги почитуваат ни основните правила? Тоа е една од првите препораки и во роковниците на ДИК и во изборниот законник ги има овие правила. Антикорупцијска претходниот состав дури бараше да се обележат тие возила што се службени со посебна боја за да се целта на носењето на ова одредба и да се види дали во изборна кампања во предизборие се злоупотребуваат службени возила. Вака дали се добива впечаток дека сака да се зацкрие нешто со државни средства? Секако недавањето на овие информации на Комисијата за спречување на корупција е навистина не само неетичко однесување од имателите на овие возила, јавните служби и така натаму, туку тоа е и кршење на законот. Сега оно што го спомена претседателката дека самиот закон на жалост не предвидува прекршочни санкции за ова е голем недостаток, бидејќи кај нас знаете како обично се сведува на крај на трпењето на последици, односно казнувањето. И сега доколку постои можност за прекршочна пријава, а нема можност за казнување, односно санкции, тоа е голем недостаток кој и како се одразува на однесувањето што сега го демонстрираат овие јавни институции. Меѓутоа, да ја тргнеме на страна прекршочната одговорност, нивното однесување со тоа што не ги даваат овие информации, секако кажува на тоа дека истите можеби сакаат нешто да скријат и не се транспарентни во нивната работа, што е навистина многу лоша слика, особено сега пред изборите. Особено станува збор за голем број институции, значи многу поголем број не доставиле од тоа што доставиле. Така, јас исто со нетрпение очекувам таа листа која треба
кој што кажа да се појави набрзо. Да, јас се обидував да пребарувам, затоа ви прашав за политички систем, пребарував на регистарот, не знам дали тој е апдейтиран, што го имате објавено на веб страната со сите податоци, и таму не го најдов тоа министерство, и тоа така не го најдов ни за земјоделство како министерство, но имаше од некои дирекции и агенции. Затоа и ве прашувам дали е апдейтиран тој. Да, регистарот е ажуриран со сите податоци кои што ги имаат доставено институциите. Така. До сега колку предмети имате? До пред некој ден бројката беше 20 предмети поврзани со изборниот законник и со евентуални прекршувања на изборниот законник и законот за спречување на корупција. Може да ни кажете кои предмети, на што се однесуваат овие предмети по-конкретно? До денес, почнувајќи од денот на распишување на изборите, оформени се вкупно 23 предмети, од кои 3 предмети ги оформивме по собствена иницијатива. Во тие 3 предмети по собствена иницијатива се предметите кои се однесуваат добро познати на јавноста, набавката на хеликоптерите од Министерство за одбрана, набавка на медицинските возила преку Министерство за здравство и постапката за распуштување, односно ангажирањето на хонорарците во МКЦ. Останатите предмети се оформени по представки. За сите овие постапки отпочната е постапка на достава на барање за потребна документација. Рокот тече, рокот на доставување на овие податоци согласно Законот за спречување на корупција и судирни интереси е 15 дена. Дали доставивте барање за Министерството за одбрана за хеликоптерите, бидејќи денеска прочитав изјава дека се уште немате доставено барање за... Барањето до Министерство за одбрана е доставено минатиот петок, исконтактирано е со кабинетот на министерот, барањето е пристигнато. Значи, сите овие предмети се во фаза на чекање документација, одговор? Така, сите овие предмети, дел од овие предмети имаат прекршување со наводи за прекршување на член 8а, кој се однесува на одредбите за вработување. 3 предмети се со наводи за спроведување на дисциплински постапки во изборниот период. Два предмети се однесуваат на исплата на вонредни исплати од буџетските средства и 7 предмети се за други прекршувања, предвремено започната кампања, донесување на некои годишни програми. За кој има предвремена започната кампања и дисциплински постапки, кој поднесува против кого? Не би сакала да шпекулирам сега со информации, имајќи во предвид дека и дел од овие постапки имаат степен на доверливост. Сепак би... Само за хеликоптерите има? Или... Така, сепак би, имајќи во предвид дека и во овие постапки се вклучени и лица и институции, да ја заштитиме и лицата и институциите во однос на вистинитост на информации, со донесување по утврдување на нивната фактичка состојба, ќе ги јавно објавиме, бидејќи сите одлуки по сите оформени предмети се носат на јавна седница која е достапна на целата јавност. Сепак да почитуваме начелото на презумпција на невиност. Да, но еве се уште немате одржано ниту една седница за предметите, помина веќе 2 месеци од како речиси 2, за една недела ќе поминат 2 месеци од како стапивте, ви започна мандатот, имавте една седница на која што беше конститутивна и од тогаш не исто држале седница работна за предмети за да јавноста се запознае со какви предмети. Колку што знам, тајност во вашата постапка нема во оваа фаза. Кој против кого поднел пријава, тоа секогаш било досега барем јавно достапно ако има некој поднесено против некого пријава и зашто е отворен предметот. Така, една седница беше одржана конститутивна, на која и се конституиравме како седница, имајќи во предвид дека нашиот мандат започна и со релативно висока бројка на превземени предмети од претходниот состав, која бројка изнесува 547 предмети. Сите овие предмети се повторно распределени меѓу членовите на комисијата и во теке нивно решавање. Дел од овие предмети во текот на наредната недела ќе бидат донесени одлуки. Планирано е седницата да се одржи нареднава недела пред отпочнување на изборната кампања, за која што ќе ги соопштиме сите одлуки кои што ги имаме донесено и ќе бидете информирани за сите тие постапки. Сега нема да ни откриете кои
за кои политички субјекти или кампањи е поднесена отворен предмет за предвремено почната кампања, бидејќи тоа го анализирам цело време во изминатиот период и барем да знаеме за кого се водат предмети. Така, имаше само една постапка, меѓутоа и таа се однесуваше на некои објави хаштаг кој што одреден министер ги има рекламирано, меѓутоа и тоа се во денешно време, сега во овој момент да ја провериме таа објава, не постои веќе. Тешко е за докажување, бидејќи може да се промени содржината на таа објава. Други постапки во однос на предвремена отпочната кампања не се пристигнати до Државната комисија. Очекуваме дека повеќе приговори би имало од страна на организаторите на изборна кампања од отпочнување на изборната кампања, односно од 4 април. Така. А дисциплински постапки за кои институции има поднесено? Па има одредени за органи на државна управа, министерства, кои што се покренати дисциплински постапки, дел од нив се завршени со суспензија, нема се уште немам информација, односно од кога ќе се обезбедат доказите, ќе констатираме дали тие дисциплински постапки ќе предизвикаат повреда на член 8а од изборниот, односно дали би завршиле со престанок на работен однос. Ќе бидете информирани од кога ќе ги обезбедиме сите докази и донесеме одлука. Господине Пандовски, измените на изборниот законник, онакви какви што беа предложени од работната група во која што и веќе прашам вас подоцна беше и председателката на ДКСК тогаш како ревизор од ДЗР представник, не беа донесени и сега гледаме дека низ дебатите се провлекуваат проблеми во имплементацијата на изборните правила, слабости кои што не се надминаа со измените на изборниот законник, кој што не беше донесен. Веќе ОДИХР имаше некакви забелешки дека станува збор дека системските измени што ги предлага не се донесени. Очекувате ли да има некакви, да фрлива некаков белег врз оценката што ќе даде на крај мисијата за овој изборен процес? Па вака, значи што се однесува на измените на изборниот законник, морам да кажам дека најпрво уште додека истите беа во подготовка, односно додека не беа изгласани, јас бев зачуден поради тоа што самата постапка беше многу нетранспарентна. Значи, не можевме да најдеме работен текст на измените на изборниот законник. Исто така и по проверка на она ЕНЕР страница каде што се објавува текстовите нели на законите, каде што сите можат да дадат и одредени коментари, сугестии и така натаму, не беше објавен текстот и ние како организација се обративме до Министерството за правда по пристап на јавни информации да ни биде прво дадена одлуката за работната комисија, бидејќи го немавме нели целиот состав кој све влегува во работна комисија, исто така и да ни биде даден текстот на предлог на законот. Од оној текст кој ние го добивме како предлог на законот на кој што работеше самата работна група и оној кој се изгласа, навистина има голем број на разлики, особено индикативна она разлика во членот 76Д, кој што нели предвидуваше начинот на финансирање на медиумската кампања. И морам да кажам дека во работниот текст, односно во работната преамбула на текстот, што се кажува зошто се донесени овие измени, се кажуваше дека 3 избори поред наназад, ОДИХР дава препорака да овој член биде избришан. Овој член и сега понатаму во овој изборен законник останува. Исто така има и некои други нели работи кои не се земени од оној работен текст во оној кој е изгласан и морам да кажам дека и на оној состанок на кој бев присутен со ОДИХР истите изрази и тогаш незадоволство затоа што поголем дел од препораките не се испочитувани во овие измени и секако дека непочитувањето на препораките на ОДИХР кои што се суштествени за водење на еден да речам транспарентен и добар изборен процес ќе фрлат навистина еден да речам сомнеж за тоа како овој изборен процес ќе се спроведе, а не се земени во предвид овие препораки на ОДИХР. Така. Една од забелешките што имаше и јавност изминатиот период, но и дел од оние од експертите што беа инволвирани е токму тоа што може да настанат злоупотреби со финансирањето, односно злоупотреби во трошењето на парите за онлайн порталите.
Сомнеш се фрли поради тоа што се пријавија околу 250 во ДИК, се ги регистрира, но она што можевме да го слушнаме и да го видиме е дека за дел од нив се тазе отворени, сомнеш дека наменски ќе се трошат пари, нема кој да ги мониторира, не се покриени со закон овие медиуми, за разлика од професионалните портали. Овие портали имаат се сомнителни поради тоа што немаат импресум, немаат собственик и искуствата покажуваат дека некои од нив, слушнавме и од директорот на АВМ пред некој ден, дека истите биле формирани само за минатите избори, па ги немало, сега повторно се активираат како печурки за избори. Така е, да, тоа е само еден од проблемите. Меѓутоа, главната забелешка, една од главните забелешки на ОДИХР за во поглед на медиумското финансирање на изборните кампањи е во делот на тоа дека секогаш кога се трошат буџетски пари, односно државни пари кои сите ние ги плаќаме преку плаќањето на даноците, а партијата, односно политичката опција која е на власт, секогаш може да ги злоупотреби овие преку органите на системот и при тоа да нема транспарентност во нивното трошење, односно да постојат можности за определени коруптивни дејствија кога е во прашање финансирањето на медиумските кампањи. Така, имавте и вие забелешки околу тоа и предходно како ревизори, сега како антикорупцијска на иста линија бевте и предходно двете институции и сега околу овој проблем? Да, во континуитет неколку години наназад во и како државен ревизор, меѓутоа и во посебниот извештај за утврдени неправилности од изборните циклуси, Државната комисија за спречување на корупција укажува на постоење на овие системски слабости кои што возможуваат и противзаконско постапување од страна на учесниците во изборната кампања. Најчесто овие системски слабости се однесуваат покрај медиумите кои што остануваат како инструмент за рекламирање кој не е уреден во законот. Се согласувам со се она што кажавте вие на интернет порталите, како електронски портали, имајќи во предвид дека од буџетот на државата се одвојуваат 25%. Ако направиме една груба проценка дека за двата изборни циклуси сега и парламентарни председателски ќе се одвојат некаде околу 10 милиони евра, 2,5 милиони евра припаѓаат, односно се трошат за рекламирање на интернет порталите. Не постои орган кој што врши надзор. Во минатото со претходните измени еден период беше и Државната изборна комисија, Агенцијата за аудиовизуелни и медиумски услуги. Тоа по старите закони, да. По старите закони. Сега е ДИК, но тоа не го спроведува. ДИК не врши контрола на рекламирањето на овие портали. Државната комисија врши исплата на средствата преку Министерство за финанси, преку овој раздел се врши само исплата на средства на електронскиот медиум во име на организаторот, на учесникот на изборната кампања. Меѓутоа, покрај медиумите, исто така значајна слабост е и рокот на уплата на донации. Постојното законско решение уредува дека донациите од правни и физички лица може да се уплатуваат и по објавување на конечните изборни резултати, што значи дека од кога ќе се дознае кој е победник, и може да се додворуваат. Постои ризик за корупција во делот на договори помеѓу донаторот и евентуално победникот на тие избори. Наша препорака беше, кога велам наша и на Државната комисија за спречување на корупција, овој рок да биде со завршување на изборната кампања, односно до објавување на конечните изборни резултати. По оваа препорака не беше прифатена и се уште остана да функционира во постојното законско решение. Поради непроменетиот изборен законник, дали според вас е логично сега дека може и да заврши, да остана можноста да се префрлаат пари од редовната сметка на наменската сметка на кандидатот, може да останат должни и по завршување на изборите? Дали се тоа според вас логични? Значи, дозволено е трансферирање на средства од сметката за редовно работење на политичката партија на сметката за изборна кампања со последните измени кои што беа објавени на 11 март 2024 година. Имавме предходно укажување, сега се надмина таа системска слабост, односно се уреди едно правно или физичко лице, доколку би се јави како донатор на редовната сметка на политичката партија
и како донатор на трансакцијската за изборна кампања не може да донира повеќе од 3.000 евра за физичко и 30.000 евра за правно лице. Оваа препорака се надмина и се вметна во изборниот законник. Така. Вие каде ги гледате другите слабости и што очекувате? Па, видете, конкретно сега, значи, не... Мислев и од пракса изминатиот период, неспроведувањето на измените на изборниот законник, како одвива, дали има, веќе имаше реакции, дали има предвреме почнување кампања, дали има злоупотреби, со последните измени се остави можност партиите не ги сменија оние битни работи за кои што имаше препораки опса одихар, но вметна дека можат од денот на распишување на изборите до денот на почнување на кампањата да си одржат барем по еден настан. Претходно тоа го немаше. Така, тоа го немаше, значи тоа е измена, меѓутоа јас не гледам таа измена колку е позитивна во насока на намалување на определени коруптивни действија во овој предизборен период. Да, но тоа укажува дека партиите, односно претениците, си носат измени какви што нив им одговараат, не какви што се препорачуваат. Тоа не е само случај со изборниот законник, тоа го гледаме во многу закони кои се така донесени, меѓутоа се согласувам со вас. Да, ќе дојдеме и до кривичниот законник, тоа секако. Меѓу првите средби што ги имавте од почетокот на мандатот, имавте нели со некои амбасадори, со граѓанскиот сектор, имавте дури 3 средби со представници од владата, со премиерот, со вице-премиерката за добро владење и со вице-премиерот за евроинтеграција. Имаше потреба од толку средба и со владините представници? Зашто разговаравте нешто итно? Така, значи повторно ќе укажам на потребата од одржување на овие состаноци. Како државна комисија сме независна институција. Голем број од иницијативите кои што беа покренати до одговорните лица преку органите кои што вршат избори и именување, тоа е владата, не се решени, односно не е спроведено постапување по истите. Но оваа работна средба беше посочено овој недостаток, односно интензивирање на таа соработка во делот на превземање навремено мерки за постапување за сите иницијативи кои што ги како комисија ги имаме покренато пред владата. Што значи превземање мерки за покренување одговорност на сите одговорни лица кои што владата ги избира и ги именува. Во однос на вице-премиерот за борба против корупција, како државна комисија сме дел од меѓуресорното тело. На исто на овој состанок се разговараше за унапредување на соработката, дефинирање на активности, секако во делот на креирање на антикорупцијски политики кои што ќе овозможат и добро владење во општеството. И му кажавте ли на овие средби дека не ги почитуваат голем дел од институциите, не откривте кои, не ги почитуваат законските правила, не доставуваат податоци за службени возила? Добивте ли некаква гаранција дека ќе постапат, бидејќи сега повторно, колку што разбрав, ќе се обратите до владата, да ги известите дека институциите не постапиле? Сите овие информации беа презентирани на тој состанок, беше укажано на потребата од итно превземање на овие мерки за покренување одговорност, се надеваме дека... Но се уште нема никој резултат според податоците што ги пласиравте. Па имајќи во предвид сега дека се изборни, каде што изборниот законник уредува одредени забрани, меѓутоа со интензивирање на соработката, односно со доставување на известување од наша страна, се надеваме дека ќе подигнеме свеста за постапување. Кога сме кај возилата, сакав да ве прашам и околу еден допис, тоа беше веќе јавно објавено во дел од медиумите, од судски совет за користење на возила, значи не поврзано со кампањата, туку користење на службени возила за приватни цели во смисла за возење до дома на работа од дел од членовите. Што е со тој предмет? Дали постапувате? Побаравте? Да, отворена, пристигна представка во однос на ова прашање, оформен е предмет. Исто така и на нашата веб страна објавивме соопштение на кое се повикавме на забрана на злоупотреба на службените цели за изборна кампања. Се повикавме и на етичкиот кодекс кој што го има донесено владата, каде што укажува на потребата од ефикасно економично користење на институциите на овие службени возила и секако евентуална злоупотреба ќе биде одговорност на тој што е злоупотребил
односно го злоупотребил државниот имот, бидејќи возилата се сопственост на државата. Имате таков предмет отворено во тие што ги набројавте 23? Вака, значи, овие 23 се однесуваат на предмети кои што им дадовме приоритет, бидејќи се поврзани со изборниот процес, односно со забраните од 8А и 8Б од изборниот законник. Овој предмет си е по редовна постапка и постапката е во тек. Приоритет даваме на овие предмети, имајќи во предвид дека и организаторите на изборната кампања се субјекти кои што имаат и привремен карактер, односно обстојуваат само за овие избори. Добро, значи, колку што ве разбрав, сега вие наредната недела ќе имате и седница на која што ќе можеме да слушнеме кои се има пријави за предметите. Околу порталите рековте дека сметате дека тука е една сива зона која што не е уредена. Што друго од она што досега предлагаше и антикорупцијската и ДЗР, остана проблем кој што може да направи ризици и за корупција и за постапување во периодов? Значи, ризик за финансиска корупција постои. Како Државна комисија за спречување на корупција имаме можност за електронски пристап до трансакцијските сметки на учесниците во изборната кампања, што значи да ги следиме сите финансиски трансакции што подразбираат приливи, како и нивното трошење. Се обративме до КИПС да ни се достават податоци каде се отворени сметките, кај кој носител на платен промет и бројот на трансакцијска сметка. Ке ги потврдиме сите донации, дали се дозволени или не, и нивните секако злоупотреби. Во однос тоа е ризикот финансиска корупција. Понатаму воспоставивме и успешна соработка со Привремената комисија при јавното обвинителство, која има за надлежност да ги следи сите злоупотреби во текот на изборниот процес. На нашата веб страна е објавен образец. Секој граѓанин има можност да пријави злоупотреба во изборни процеси, која што ќе биде процесуирана и ќе биде оформен предмет по овој дел. Така. Господин Пандовски, каде гледате вие ризикот изборите со корупцијата и генерално овој период пред изборие малку слушаме за борба со корупцијата во кампањите и во многу малку, барем во споредба со претходните процеси каде што доминираше борбата со корупција, правда и слични теми. Сега некако тоа не е толку гласно, барем за сега ќе видиме во кампањата. Несомнено најголемиот ризик лежи во финансирањето, нели? Како што каже и самата председателка, нели, на антикорупцијска, но она што тие имаат пристап до нивните сметки е навистина една околност која ќе придонесе за многу побудно следење на овој начин на финансирање. Инаку Transparency International, како во предизборието, така и за време на самите избори, ќе биде активно вклучено во делот за борбата против корупцијата. Значи, ние имаме телефонски број на кој што ќе можат граѓаните да се јавуваат, да пријавуваат некакви коруптивни забелешки кои ги имаат за самите избори, нерегуларности и така натаму, кои ние понатаму по обработување ќе ги процесираме, односно да ставиме до релевантните институции. Исто така на нашата веб платформа, веб страница, каде што може електронски да се поднесе пријава за одредена пријава каде што има, нели, сомнеж за корупција. Во самиот портал има посебен дел за изборите, каде што можат, покрај тоа што усно може да се јават и да го пренесат, можете написмено да ги образложат сите оние индици кои упатуваат на некакви коруптивни дејствија, за потоа ние тоа да го земеме во предвид, да го процесуираме до институциите. Секако Транспаренција е невладина и непрофитна организација која сама не може да ги превземе овие дејствија, меѓутоа таа е клучен елемент во синџирот на борбата против корупција за време на предизборите. Дали гледате опаѓање на интересот за борбата со корупцијата во предизборието и на што сметате дека тоа се должи доколку? Борбата против корупцијата по мене е секогаш актуелна тема, меѓутоа знаете како во периодот пред изборите и за време на изборите луѓето многу повеќе и медиумите секако обрнуваат внимание на оние политички борби помеѓу политичките опции
и некако корупцијата, односно борбата против корупцијата станува составен дел на тие политички кампањи, меѓутоа по мене не во доволен елемент. Да, памтиме и погласни кампањи каде што се зборуваше за правда. Па да. Нажалост, досега во овој дел се обрнува внимание повеќе на други елементи отколку на борбата против корупцијата. Дали можеби затоа што падна и расположението кај јавноста, некаква разочараност од ефектите за борбата со корупцијата, бидејќи слушаме веќе дека таа е на ниво на пандемија, ни го кажуваат и однатре и однадвор, на епидемија се. Да, па видете вака, ние пак ќе се вратам на оние едни од двете истражувања кои Транспаренси ги работи. Едниот е националниот систем за интегритет и секако индексот на перцепција на корупција, и двете покажа незадоволителна борба на институциите со корупцијата. Националниот систем на интегритет, каде што беа анализирани 15 чинители од државата кои се борат против корупцијата во рамки на оној ланец, би рекол, на действија за борба против корупцијата. Таму навистина имаше институции кои се издвоија. Тука е Државната комисија за борба против корупцијата и секако Државниот завод за ревизија, меѓутоа имаше институции кои навистина нивниот удел во борбата против корупцијата треба да биде на едно челно ниво, како обвинителството и судството, меѓутоа тие нажалост беа во долниот дел од табелата. Инаку, како едни од оние чинители беа анализирани и политичките партии, сега актуелно во поглед на изборите, тие некаде беа рангирани на средина од она истражување на националниот систем на интегритет. Во делот на индексот на перцепција на корупција кој беше презентиран од Transparency International, таму и оваа година со тие 42 поени кои ги имав, ми ако скокнавме за 9 места, сепак тоа беше незадоволителна левел на борба против корупцијата, бидејќи се она што е под 50 поени се смета за неуспех. Инаку, морам да кажам, тоа можеби ќе продолжиме понатаму во емисијата со коментирање на тоа, меѓутоа Transparency International како клучен момент за Македонија ги забележа донесувањето на измените на кривичниот законник кои беа донесени во скратена постапка под европско знаменце, а всушност се донесени во земја која има сериозни проблеми со корупцијата, притоа се намали одговорноста, односно се намали казнивоста на ова дело, на делото злоупотреба службена положба и овластување, што резултираше според некои истражувања на Transparency International да 200 клучни предмети од областа на борбата против корупцијата застарат. И тоа беше навистина сериозна забелешка и во овој извештај, а на некои од состаноците кои ги имав јас со Европската унија и во делот на Rule of Law извештаите, беше посебно нагласено како понекогаш европското знаменце и скратената постапка се злоупотребуваат во постапки на носење на закон. Ево ова е класичен пример. Ние можевме денуве да слушнеме анализата која што беше изработена од институтот, каде што имаше исто за социолошки и политичко-правни истражувања, каде што имаше и веќе некоја голема бројка на предмети. Да, јас чинам од 166 закони, некаде 130 беа изгласани по скратена постапка, а 35 со европско. Секако беше многу мал бројот на закони кои што се носат во редовна постапка. Антикорупцијската комисија како институција не беше ниту консултирана, а вие сте должни да давате мислење за легислативата што е поврзана со правото, со корупцијата. Каде ја гледате борбата со корупцијата во моменталната состојба? Зошто затајува всушност? Ова што го спомнавте и вие, господин Благоје, во однос на имплементација на правото, би споменале дека Државната комисија за спречување на корупција даде мислење во врска со предлог законот за измена и дополна на кривичниот законник, имајќи во предвид дека кривичниот законник е еден од столбовите во правната држава, со примерна функција на штитење на правната држава. Укажавме дека носење на овој предлог закон за измена и дополна по скратена постапка со примена на алатка на европско знаменце сериозно ја повредува и загрозува правната сигурност на државата. Секогаш како комисија се залагаме на јавна расправа
на постоење експертска дебата и длабока анализа на сите закони пред нивно донесување или изменување, а се со цел да го зачуваме интегритетот на легислативата во државата. И како оценивме како државна комисија дека со ваквите измени на изборниот законник постои висок ризик од корупција и дека не се придонесува кон борба против корупција, односно зајакнување на таа борба против корупција, туку напротив се овозможува спротивното. Да, како што кажавте, во суштина законот е основот за водење на судските постапки. И ако вие го намалите основот, значи судството и јавното обвинителство кои се органи нели за гонење и судење на овие дела, всушност им се зима елементот за работа. Да, додека зборуваме нели еве дека предмети застаруваат поради или забавуваат поради измените на кривичниот законник и други причини, САД веќе една година ја проширува, дополнува црната листа со имиња од македонската политика, поранешни политичари, актуелни бизнисмени. Испраќа порака, а овде во земјава како да се испраќаат конфузни пораки. Дали треба обвинителството да постапува, дали треба да се донесе закон за рестриктивни мерки, каде вие го гледате, кој решение најдобро, затоа што еве гледаме дека и тој закон за рестриктивни мерки веќе и заглави, собранието веќе не работи, а тој не е донесен. Од друга страна, обвинителството опипува пулс каде како да побара податоци и до кога ќе оди тоа. Додуша имаше два предмети поврзани, две обвиненија со Мерко кои што еве дури сега беа поднесени, но дали е тоа пораката и целта што се очекува од ставањето на лица на црната листа? Па вака, од оние лица кои се ставаат на црната листа, нели некои имаме веќе и со правосилни пресуди, како што беше примерот со Катица Јанева, меѓутоа во последната црна листа која беше Катица и Стефче, нели градоначалникот на Карпош и председателски кандидат, кај него немаме во моментов ниту обвинение, ниту пресуда. Има еден судски предмет кој што е во тек, да, но нема се уште пресуда. Нема се уште пресуда. И во овој дел, јас ги гледам овие црни листи на САД како еден апел до државата, можеби за по-ефикасно и ефективно борење кон овие причинители, значи особено од областа на корупцијата, бидејќи мислам дека кај Стефче Акимовски беа неговото ставање на црна листа беше во делот на јавното планирање и јавните набавки во општина Карпош, што навистина е катастрофален дел на интервенција со урбанизацијата. Значи кога еден тековен градоначалник се меша во овие две области, особено таму се спомнуваше за лична корист, мислам дека и имаше таква квалификација, а во моментално во обвинителство, односно во судството не се води предмет за ова, тоа е една јасна индикација дека треба таков предмет да се поведи и навистина понекогаш е по мене жално што странските држави, конкретно САД преку ваквата црна листа на директен начин ни укажуваат дека мораме по-ревносно да се бориме против корупцијата. Законот за рестриктивни мерки го гледате ли како решение за подобрување на оваа состојба? Јас имав некои коментари во дел на оној предлог, нели, на закон за рестриктивни мерки. Таму не беше само црната листа на САД, туку беа и процеси, акти правни и така натаму кои што се водат во Велика Британија, САД, Европска унија и така натаму. И по мене тој закон би требало малку да се доработи, меѓутоа рестриктивните мерки се однесуваат на нивното невршење и престанување на вршење на јавни функции. Секако дека Добро, кај нас и тоа е проблем со оглед на тоа што имаме луѓе на црна листа што си вршат функции понатаму. Така е, но пред се, да? Ако гледаме нели она подоба на власта во една држава на извршна, законодавна и судска власт, судската власт е она која треба да каже што е исправно, а што не. Се друго, навлегувањето во сферата на работа на судската власт би било интервенција и мешање во независноста на судството. По мене, многу е побитно ова да се свати како одреден допрен глас и овие предмети да се процесуираат и да имаме преку институциите на овие системи, преку обвинителството и судството, да имаме мериторни одлуки во кои целата јавност ќе биде запознаена
точно за што се работи и што се случува. Вака секогаш велот останува и луѓето се прашуваат, да, овие се ставени на црна листа, меѓутоа зашто, како, што, мислам, тоа мора да резултира со правосилни одлуки. Добро, кој треба да дознае и како да се дознае, зошто и како се ставени на црна листа? Дали ние треба тука да знаеме, дали треба да прашаме, по кој пат треба да праша, кој треба да праша, кој е обвинителство, органот задолжен за прогон секако обвинителството и тоа ги има механизмите на располагање. Тоа може да дознае, може и да прибави информации, може да отпочне постапка, па овие информации да ги искористи да прибере и внатрешни некои информации од страна на државата, од страна на самата, конкретно за Стефчо, самата општина, да видиме со кого е контактиран, че се приберат доволен број на информации кои што понатаму ќе резултираат со обвиненија. Тоа е секако обвинителство. По кој пат со законот за меѓународна правна помош, на тој мислите? Па, ако бараме, веќе говориме за барање на... Може да се искористи, меѓутоа, видете, тие информации кои ги добиеме од таму, не се информации на нашите органи. Значи, ние го имаме Министерство за внатрешни работи, го имаме самото обвинителство кој има механизми. Доволно е тој допрен глас да се искористи за да отпочнат оние внатрешни механизми за кривично гонење и прибирање на информации. Значи, со ова сакам да кажам дека обвинителството мора да има поголема ефикасност и ефективност во борбата, а не овие допрени гласови од надвор да ни кажуваат дека нешто не е во ред за да се почне. Веќе би требало да бидат отпочнати. А тие допрени гласови веќе ни кажуваат дека информациите се од тука и дека никој не е изненаден од некои имиња кои што се ставаат на црната листа. Така е, никој не е изненаден. Кој ги дали тие информации протекле од тука надвор, најверојатно да некој имал увид во сите тие работи па известил и така натаму. Меѓутоа генерално сакам да кажам дека она повторно ќе го спомнам согласно поделбата на власта. Значи судската власт е онаа која треба во едни независни постапки да утврди дали некаде има кривично дело или нема. Се друго е предмет на шпекулација. А кога тоа трае предолго и кога нема во разумен рок одлука? Кога тоа трае предолго и во корелација, да го споменам и со измените на кривичниот законник, каде што и се намалува одговорноста за гонење во неделото злоупотреба службена положба и овластување, сето тоа резултира на крај со неказнивост, нели? А неказнивоста е основа за луѓето понатаму да продолжуваат да се сомневаат и да шпекулираат, бидејќи доколку би имале ефикасни, навремени и брзи постапки, тогаш сите би били информирани преку донесување на овие пресуди. Кој е вашиот став околу улогата на обвинителството? Вие сега најавувате соработка, нов состав, нов обвинител таму, но се согласувам со може ли да се промени во суштина соработката? Кажано од господинот Пандовски, црната листа која што Соединетите Американски држави ја користат како алатка, односно инструмент за борба против корупција, и те како на Република Македонија, каде Америка е државен, односно голем сојузник или стратешки партнер, треба да се свати како порака дека тие предмети треба да се решаваат, што значи дека треба да се превземат предистражни постапки од страна на обвинителството и секако да се подобри правосудството. Сега не е само црната листа која укажува на постоење ризик од корупција кај наши функционери кои што имаат имот во Америка, кои што имот нема да се користи или ќе биде конфискуван. Сведоци сме сега дека и Европската служба против измами, ОЛАФ, излезе со соопштение дека од спроведени 18 истраги, сите се однесуваат на злоупотреба на ИПА фондовите. А сепак истражните органи, како што е јавното обвинителство за организиран криминал и борба против корупција во овој дел се вклучени и веќе за онаа постапка за Еразмус, користење на средства од 2,2 милиони евра, веќе е отпочната во предистражна постапка. Да, тука имаше, колку што чином имаше пријава, нели, од Димова. Тоа има и судски протест, а има и судски протест, тоа беше за некаде 300 и нешто јади. Тоа е голема штета на буџетот на државата, кој што може би и ние на размислување бевме како комисија, вие како адвокат, дали може би договорите кои што ги склучува
корисникот на помошта на тие средства, со донаторот, односно со ИПА фондот, треба да има една извршна клаузула која ќе има сила на нотарски акт, да средствата од кога ќе се наплатат од буџетот на државата бидат повратени, односно вратени директно од корисникот на тие средства, бидејќи сепак одговорноста за незаконско и ненаменско користење на овие средства останува само на лично, директно на оној кој што ги користи тие средства. Во овој случај цел овој товар, односно одлив на средства, паѓа на буџетот на државата. Се уште не е решено како ќе се повратат средствата од директниот корисник на овие средства. Во овој момент одиме на реклами, па се враќаме со завршниот дел од емисијата. Во завршниот дел се враќаме повторно малку на она за што почнавме, изборната кампања која почнува наредната недела, но и работата на антикорупцијската комисија. Во членот 74 од изборниот законник вели дека во случај кога има приговор за членовите 8А и 8Б, оние што ги зборувавме на почетокот за прекршување на правилата, е должна комисијата ДКСК да постапи во рок од 5 дена од поднесувањето, да одлучува на јавна седница, значи сето ова треба да оди побрзо. Впечатокот е сега дека не ода толку брзо постапките кои што се поднесуваат, велите чекате одговор. Ова важи само за во кампања? Вака, значи овој член 74 од изборниот законник се однесува на предмети по кои комисијата ќе постапува по сопствена иницијатива или ќе добиеме приговор од организатор во изборна кампања. Организатор во изборна кампања е учесник во изборна кампања или овластено лице од него. Што подразбира дека за овие предмети кои што ќе пристигнат сега од почетокот на изборната кампања од 4 април и ќе бидат поднесени како приговори од организаторите во изборната кампања, рокот за нивно одлучување ќе биде 5 дена. А овие тоа сега што ги добивате, тие не се од политички партии или се од имаме и од политичка партија, имаме и од анонимни, имаме и од други правни и физички лица, меѓутоа не се поднесени од организатор во изборна кампања. Зошто не сакате да ги кажете кој поднесол? Партиите во принцип јавно ги објавуваат своите. Па не, имаме едно сведоци сме на тоа, бидејќи политичката партија ВМРО ДПМН излезе јавно со соопштение во однос на сомнеж за непочитување на член 8А, да, во однос на Академијата за суди и јавни обвинители, кој побара од нас да се преиспита целиот овој процес и да се произнесеме дали во случајов има прекршување на член 8А, во случај да продолжи обуката за слушателите. Добро, другите кои се од политички партии? Зашто реагираат другите политики? Нема доставено други представки од овие во изборниот процес од политички партии. Анонимни се другите што се представуваат? Има дел анонимни, има и од физички лица кои што укажуваат на одредени сомнежи. Спомнавте и на почетокот и буџетски isplati. Тоа е забрането нели од по некои ставки да се префрлат пари во време. На што се однесуваат тие? Па законот овозможува само за оние редовни исплати кои што се плати, пензии, одредени исплати предвидени со годишните програми за работа на институциите. Меѓутоа има случаеви кои што се однесуваат на некои вонредни исплати, меѓутоа сепак би оставила да ги обезбедиме сите документи за да констатираме дали таквата исплата има третман на вонредна или редовна. Доколку има третман на вонредна, тогаш ќе превземеме соодветни мерки согласно нашиот закон. Добро. Проверките на имотната состојба, тоа не е нешто што се прави само во изборна кампања, или пред избори, се прави постојано. Има ли според она што го согледавте сега во досегашниот мандат капацитет да се врши поголема проверка на имотната состојба од она што до сега можеше да се прави? Така. Од 1.1.2024 година во функција електронскиот систем за пријавување на имотна состојба и интереси, односно сите избрани именувани лица, без оглед дали во претходниот период имаат доставен ваков образец во хартија, имаат законска обврска повторно овој образец да го
пополнат и да го достават електронски до оваа апликација. И од препораките кои што ги имаме од последниот извештај на Греко е побарано, односно препорачано Државната комисија да спроведе посеопфатна и подлабока анализа на имотот на судиите, обвинителите, односно на лицата од правосудството, со тоа што е побарано да се направи и анализа на несразмерно зголемување на имотот на овие лица. Софтверското решение каде се внесува, односно пополнува делот на изјавата за имоти и интереси, е поврзано со повеќе бази на податоци од повеќе институции, од Агенција за катастар, Министерство за внатрешни работи, Управа за јавни приходи, Нешто што се чекаше многу долго време претходно, Со ваквиот начин на интероперабилност, поврзување со базите на податоци, ќе се придонесе кон побрзо обезбедување на овие план, податоци. колку ќе направите проверки годинава, на пример на суди и обвинители? Направивте таков план? Донесен е годишен план за работа за 2024 година, каде е утврден бројот на проверка на имотот на суди и на обвинители. Доколку утврдиме несразмерно зголемување на овој имот, имајќи во предвид дека и законот баш и не уредува што подразбира зголемен имот, односно до кој износ се смета дека е од редовните примања, а кога е зголемениот имот. Меѓутоа имало вакви случаи во минатото, каде што во сомневање за несразмерно зголемен имот, овие предмети биле проследувани на подлабоки финансиски истраги до Управата за финансиска полиција. Пандовски, дали според вас ова може да помогне во откривање на корумпираните структури во правосудството и во политиката, со оглед на тоа што многу вешто се кријат незаконските, нелегалните пари? Па знаете како, до некаде може да помогне, нели, меѓутоа кога е во прашање корупција, сите оние знаете, корупцијата има една интересна тенденција, всушност повисоките структури, односно вршителите на јавни функции, сите оние кои се по-високо рангирани во општеството, без оглед дали е тоа во извршната власт, во судската власт или законодавната власт, се секогаш постои поголем ризик на корупција, бидејќи кај истите може да направат повеќе действија со кои што може да ја злоупотребат својата положба. Меѓутоа, ваквиот електронски пристап, давањето на електронски пријави и електронски изјави за судирани интереси само во дел може да помогне, бидејќи секогаш кога е во прашање корупција, обично овие пари не одат преку оние официјални канали, не одат преку банкарски сметки, не одат директно преку давање на имоти така натаму. Често пати се случува корупцијата да биде дадена, а носители на правото на собственост, без оглед на паричните средства кои може да бидат, да не бидат во официјалниот банкарски систем или во собственост на определени недвижности, имоти така натаму, да бидат на сосема трети лица, а корисници да бидат овие субјекти кои ги нарековме, кои може да бидат дел од овие коруптивни действија. Така да ова помага само во дел, меѓутоа истрагата во поглед и борбата против корупцијата секако бара малку подлабинска анализа, односно па и теренско испитување да се види понекогаш колку овие лица располагаат со фактички имот. За вас и едно директно прашање, дали веќе почувствувавте некакви притисоци од аспект дали имаше притисок да се избере нов генерален секретар од близок до политичка партија? Притисок не сме имале од ниедна политичка партија и нема да дозволиме притисок од било која структура на моќ, ниту политичка, ниту бизнис, ниту граѓанска. Генералниот секретар има мандат до завршување на техничката влада, тоа е уредено со Законот за административни службеници. Знаем, мислам, законот уредува дека со доаѓање на новиот состав на комисијата се назначува и нов генерален секретар. Секако дека притисок немало. Токму заради тоа ве прашувам, бидејќи постои можност да бидејќи треба да се избере нов генерален секретар, информациите кои што ги има Телма се дека веќе има некакви обиди за влијание, за притисок да се постави. Ниту јас како председател, ниту членовите од комисија имаат ваков притисок, ниту ќе дозволиме
повторно ќе кажам, било каков притисок, не само од политичкото влијание, од другите структури на моќ. Го почитуваме законот, мандатот на генералниот секретар со завршување на техничката влада ќе престане и ќе отпочнеме постапка за назначување на нов генерален секретар кој ќе биде одредот на раководните лица, бидејќи тоа се условите во Законот за административни службеници. Придобивањето на ДКСК од страна на власт е примамливо со оглед на тоа што еве и претходниот состав често беше на удар на функционери на власта, затоа што беше доста критички во однос на нивната работа. Затоа и сомнежот дали има обиди да се влијае на овој состав на ДКСК. Ако добро го разбрав прашањето, ние не можеме да го спречиме доколку некој сака да изврши било какво влијание, меѓутоа нема да го дозволиме и ќе го сочуваме интегритетот и кредибилитетот на институцијата. Во тоа ве уверувам и вас и цела јавност дека независно и објективно ќе постапуваме во однос на сите наши надлежности. Ви благодарам многу, ви благодарам и вам што бевте мои гости вечерва. Се надам дека ќе имаме и друга прилика да дискутираме за актуелни прашања. Вам почитувани ви благодарам што бевте со ТОП тема. Останете на Телма. Добра вечер.